Наместо на нива, земјоделците дома, на прагот на новата наводнителна сезона, тракторите се уште се во дворовите на оризарите во Чешиново Облешево. Моментално како што е ситуацијата, немаме услови за подготовка на производство за сење на ориз. Тешко се одвива откупот, така да немаме услови. Имам 500 вречи дома ориз, инач 500-450, не сум бил ништо. Затоа што треба 2 месеца да чекам, а 2 месеца за пари, нема откуп. Тоа е катастрофа оваа година. Немањето откуп ги стави оризарите во тесно, зашто сега почнуваат нови трошоци околу нивите. Ние со шеф сега ќе почнуваме да работиме, сега почнуваат народот да оде да купува нафта, препарати, значи сега треба да се почне со орање, со фризирање, значи нема пари, значи нема. Ориз до тебе стое. Ова ориз стое уште пред 2 месеци овде. Моментално во Кочанско и Чешиново Облешево е откупен едва 30% од произведениот ориз. Останатиот стои во амбарите. Од тука земјоделците се категорични. Ако го откупе оризот, ќе почнеме со работа. Ако не, оставаме така. Полињата си стоат. Оние пак кои произведеното си го продале, веќе потпишуваат договори за водоснабдување. До денес имаме некоја цифра околу 50-тина, што значи дека имаме и поднесено уште толку барања кои ќе се разгледуваат, така да ја апелирам нека се приклучат кон ова масивно сите водокорисници да доаѓаат во канцелариите во Кочани, во Штип и во Свети Николе. Од брегалните се категорични дека годинава наводнителната сезона ќе започне на време, но дали потоа оризарите ќе сеат, се уште е неизвестно.